Миле Левков. Збор има Миле Левков. Почитуван председателе, почитувана директорка на Државна комисија за спречување на корупција, почитувани колеги пратеници, пред нас имаме Националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси, онака како што вие рековте, еден документ кој што е изграден заедно со учество од представници и од јавниот сектор, и од невладин сектор, и од останати учесници. Меѓутоа, еве како последен говорник денеска да искористам оваа прилика, оваа можност да можам да кажам некои мои забелешки, некои мои сугестии во која насока треба да се движи имплементацијата и на акциониот план и на самата национална стратегија. Најпрвин, кога станува збор за осврт кон проценката на ризиците од корупција, овде се споменати јавните набавки, вработувањето на јавниот сектор, инспекцијскиот надзор и издавање на различни одобренија, решенија, лиценци и дозволи, доделување на грантови, субвенции и друга државна помош. Моја сугестија и сметам дека како една од области каде што се генерира силен ризик од корупција и неказнивоста која што се појавува во нашето општество, за кое што знам дека е споменато, меѓутоа сакам да истакнам дека можеби требало да се најде токму во оваа област, а овде директно ќе го поврзам, односно за оној прв дел од мојот говор за споменувањето на Министерството за внатрешни работи во самиот концепт, односно во самата национална стратегија и во самиот акционен план. И сами сте свесни дека неказнивоста како култура во нашето општество, односно како еден социолошки феномен во кој што брзото збогатување преку занимавање со различни облици на криминал допринесе и кај младите, и кај луѓето да се создаде и да се одржува концептот на перцепција, да се нуди и да се прима мито на сите различни нивоа на општествено делување, а сепак сметам дека во самиот акционен план, особено ако ги погледнеме последните актуелни случувања, еве јас ќе се осврнам на случајот со личните карти. Например, Министерството за внатрешни работи во самиот акционен план ви е споменато само на 4 места. На едно место е споменато дека ќе треба да се промени постапката за вработување во Министерството за внатрешни работи, на другото место е споменато дека треба да се изврши декласификација на систематизацијата на МВР и на едно место МВР е споменато кога се зборува дека е потребно да се изработи регистер на возила кои што се во собственост на јавните предпријатија и на државата. Меѓутоа, она што сакам да укажам што се случуваше деновите, а сметам дека и вие и целата македонска јавност треба да биде запознаена. МВР е комплетно парализирана. Погледнете ја ситуацијата во Македонија, еве погледнете Окочани, ќе видите огромен број на кражби и ништо за тоа не се презема. Затоа што зголемената сиромаштија, намалениот број на приходи, предизвика да се зголеми бројот на кривични дела, големи бројот на прекршоци, а МВР буквално не превзема ништо и сметам дека и националната стратегија и акциониот план треба да оди и во насока на подобрување на работата на Министерството за внатрешни работи. Еден друг сегмент исто така би сакал да го издвојам, а тоа е, ако ја погледнете внимателно изјавата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски од 6 април и мерките кои што ги презема Министерството за внатрешни работи во врска со аферата мафија, со издадените фалсификувани, односно со издадените лажни документи, ќе ја видите целокупната потреба во која што треба да се движат законските измени ако сакаме да имаме било каква борба со корупција. Само да знаете, 10 вработени, поднесени се кривични пријави за 10 вработени во МВР и еден поттикнувач добија кривична пријава. 10 вработени за злоупотреба на кривична положба по член 353 и еден поттикнувач, при што поднесе МВР пријава до основното јавно обвинителство. Што се случи?
целосно е прескокнато основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Замислете вие, имаме целосно прескокнување. Зошто? Затоа што во предистражната постапка полицијата е премногу моќна. Тоа се гледа и во одредбите на Законот за полиција, тоа се гледа и во одредбите на Законот за кривична постапка, каде што јасно не е нагласено кога јавниот обвинител ја превзема истрагата од МВР. На кој начин го злоупотребува тоа МВР? Погледнете ја изјавата на 6 април на Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи. Вели, отидено е највисоко во истрагата. Самата таа изјава може да биде сватена како саботирање на постапката. Како може министерот за внатрешни работи, кој што можеби и треба да биде дел и предмет на оваа истрага, да тврди дека отидено највисоко во истрагата? Со самото тоа што е поднесена кривична пријава за еден поттикнувач, па ние треба да ги суспендираме и одделението за организиран криминал, ние треба да го суспендираме и одделение за гонење на сериозен и организиран криминал во обвинителството. Зошто? Затоа што сите тие можат да бидат квалификувани како поттикнувачи. Самиот член 31, со кој што се предвидува јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, пишува дека е надлежно да постапува за кривични дела извршени од структурирана група од 3 или повеќе лица, кај кои постои одреден временски период и действува со цел да изврши едно или повеќе кривични дела. Не едно, 219 кривични дела. Не 3, 10 лица и повеќе. И во оваа ситуација, наместо да постапува јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, ние имаме поднесок до основното јавно обвинителство и при тоа воопшто кривичното дело не се категоризира како злосторничко здружување, односно има само една кривична пријава за поттикнувач. Овде станува збор за класична злоупотреба на улогата која што има Министерството на внатрешни работи во предистражната постапка. И оттаму сметам дека во сетот на закони кои што се наведува дека Државната комисија за спречување на корупција во наредниот период, тоа е 5-годишен период, се надевам дека ќе најде начин да вложи и човечки и материјални ресурси за да се подготват измени токму во овој дел. Во делот каде што ќе се реагира за комплетно парализираното Министерство за внатрешни работи, каде што ќе се реагира на своеволното категоризирање на кривични дела, се со цел одредени субјекти, одредени извршители да се амнестираат. Сметајте дека ова е најдобронамерна сугестија која што можеме да ја дадеме следејќи ги сите оние ситуации кои што се случуваат. Верувајте дека е огромен скандал, да не го споменуваме и заплената на дрога вредна 800.000 евра во соработа со американската антидрога екипа или ДЕА, каде што граѓаните целосно ја изгубија довербата во институциите. Овој скандал и ова постапување на Министерството за внатрешни работи и на министерот кај што вели дека е достигнато највисоко во криминалната група, мораме да најдеме начин системски за тоа да биде решено преку измени во законот, затоа што целта најверојатно на власта е да се добие одредена пресуда, па потоа тоа да биде веќе пресудена работа и да не може да се прошири истрагата. Сметам дека Државната комисија за спречување на корупција треба да биде еден од клучните, да кажеме, од клучните институции кои што ќе ги вложат своите капацитети и ќе можат да предложат решенија за да се надминат вакви или слични ситуации кои што, верувајте, од аспект на правдата се неприфатливи. Дополнително е тоа што на реплика, јас не го знае фактот, ве слушнав дека вие немате примано нови вработени, тоа беше една од репликите. Само што ја слушна вашата реплика дека Државната комисија за спречување на корупција, која што го подготвува овој документ и акциониот план, нема примено вработени, веднаш после тоа видов вест дека вице-премиерот за борба со корупција има оглас за примање на нови 10 вработени, што сметам дека е уште еден абсурд и уште едно поле каде што треба да се насочите во следните измени на законот.
Тоа е се што би имал да ви кажам. Ви посакувам успешна работа, како што рековме, ќе имате поддршка од пратеничката група на ВМРО ДПМН и уште еднаш ќе кажам и ќе апелирам да се обрне поголемо внимание на Министерството за внатрешни работи, затоа што неказнивоста како култура произлегува токму од злоупотребата на предистражните постапки кои што ги води ова министерство, од непостапувањето и од поврзаноста со криминалците на дел од структурите во МВР. Ви благодарам.